Јас сум се сместил у многу помали авиони и едрилици. Па ја мислам дека кабината ќе ме собере. Полетав со една едрилица, која не беше во состојба да ме носи, тоа е грунал беби. Така да ја морав да летам со предња центража и палицата е скроз долеков на стомак, пак едрилицата вака одеше. И што значи ја морав да удрам доле у земја здраво и да осетам и по организам. Што значи дека тежината моја не ми позволуваше да летам на таа едрилица. Тоа беше мала една убава школско-тренажна едрилица, грунал беби. Таа едрилица како таква навистина е многу добра. Мојата прва љубов кон воздухопловство се создаде уште од рани детински времиња. Почнав да градам некои авиончиња од обични штички, трчав кроз улиците, ги носев као да летаат. И така се занесував као да сум ја тој кој седам во самите тие модели као пилоти и така ната. Дури до таа крајност одевме, стававме одредени сијалици. Па велам, тоа е прав авион. Али правата љубов моја дојде точно кога бев втори клас гимназија. Мојата класна во прва мушка гимназија имаше маж пилот. Тој кога се појави во дворот на гимназијата со една толку убава униформа, со една толку убава личност, ја навистина бев фрапиран од неговиот изглед, неговата физиономија као пилот. И јас прашав класната дали е он пилот или е пак некој стручно лице или техник. Таа потврдно ми одговори дека е пилот и лета авион. Тој уствари беше пилот на Дорниер до 17. Од тогај навистина јас кренав по која цена да се зачленам во аероклубот. Аероклубот беше позади старата банка во Скопје. Решив и отидов таму да бидам зачленет. Прво што ми рекоа, ти си оште мал, ќе појде сега да градиш модели. Во гимназијата се создаде една секција моделарска, каде одма јас се запишав и почнав да градам и да работам воздухопловни модели. Разбира се, почетни модели, кои може секој почетник лесно да го согради и да со него врши одредени стартови, летење и така натаму. За моја среќа, тај модел кој го ја првиот изградив, он истина убаво полета. А што значи дека мене ми даде импулс, дека навистина можам да бидам добар моделар и да почнам да градам и поубави и посложени модели.
Мојот прв лет, јас го доживав, сега дали може да се каже да беше тоа лет или скок, навистина со едно големо очекување дека ќе полетам. Јас, како член на аероклубот, одев на Зајчи рид и гледав како се врши обука на воздухопловни једриличари. Разбира се, и се подготвував за да се вклучам на еден од курсевите на воздухопловно једриличарство. Наставникот кој водеше курсот само ми рече: слушај, Јоцо, иди донеси една канта вода од оздола, шом ќе ја донесеш водата, имаш прв старт. Јас и се исплашив, за мене беше тоа малку чудно, како тоа може старт одма да се добие. Ал тоа не било некој нарочит лет, него тоа е обичен скок. Имавме тога и једрилици, врапци и цеглинг. Тај цеглинг се рула и се влече со ластик, односно со гума. Гумен старт. Зајчи рид на најголемиот врв горе се поставува једрилицата и се поставуваат два гумени санда кои се влече и од едно време од позадиот клинот се пушта, једрилицата кренуе заедно со тебе, наставникот вика: Јоцо, сад е сретно и кренеш. Српски, разбира се, тога е бивша Југославија. И јас одеднаш се најдов во висина одредена, за мене беше тоа голема, иако не е 10 метра, може да кажам, али сепак тоа беше мој прв лет, односно осет да полетам во воздух. Желбата моја која беше за полетување, тогај се оствари и разбира се понатаму одевме со усавршување на тие курсови. После тој старт јас се пријавив на курс и завршив А и БЦ течај. Зајчев рид никогаш нема да биде заборавено за мене. И дури жалам зошто Зајчев рид тогај се напушти, бидејќи денеска можеше на тој Зајчев рид исто така со ефтини средства да се спортува на база на влечење на гуми, на база на влечење на аутовитла, него авиони со бензини да трошиме и така натам. Зајчев рид е секогаш во моето сеќавање останува еден траен спомен, едно најубаво место. За тоа време беше исто така најдобар центар, полигон за обука на воздухопловни једриличари. Професионален наставник по воздухопловно једриличарство станав 48 година. Со моето пријавување на курсеви кои ги изгурав во Крагуевац, у центарот на Србија, македонците воздухопловци Славко Димитровски, Петар Казанковски разбрале дека сум тамо на припрема и дека сум тамо дисциплински раководител во тој центар. Дојдоа и ме прибраа во Македонија. Нормално е да ти како македонец треба да дојдеш да си работиш во Македонија. И од тука одма бев упатен во Вршац. Во Вршац завршив наставничка школа по воздухопловно једриличарство. Така со моето враќање одма добив работно место во аероклубот, односно воздухопловната школа во Скопје. Со мојата работа во воздухопловната школа Скопје се отвори Мавровската акција, на која испланиравме ние заеднички колегиумот наставнички, дека тамо можеме со младинците да работиме по воздухопловно једриличарство. И со кренување на таа професионална работа моја, јас на вистина правото професионално крстење го изведов на Мавровско езеро. Односно, самото езеро доре имаше ливади и кренавме со работа. Со работата моја како професионалец, јас колку можев се залагав за обука на воздухопловни једриличари, и тоа со бригадири, кои у акцијата ние претходно работевме, заедно со нив, а попладне вршевме обука на самото езеро. Акцијата која изведувавме тамо
имавме огромен одзив на воздухопловни едриличари, така да изгуравме одреден број на курсеви со голем успех. Во принцип, сите летачи кои на професионална база се ориентирани, тие морат да вршат по еден или два воздухопловни падобрански скокови. Падобранските скокови кои морав ја да ги направам, тоа ги направив 2 скока и тоа во Вршац, навистина за летачи кои горе, за нив не е тоа ништо ново, али сепак самиот скок на првиот скок не е така баш едноставно да може човек да каже дека не е тоа ништо. Навистина, првиот скок е малку збунува до толку што се одвајате. Вие као летач сте научиле да летате, имате крила у се, крилата ве носат, а овдека сте потпуно сам, пропаѓате у амбис и чекате навистина ваше да повлечете ручица на падобран и да се активира падобранот и тај динамички удар да го осетите на самите рамења, што значи со тоа вие сте успеле у тај падобрански скок. Вториот скок веќе тоа беше повише рутински и ја мислам дека за падобранството денеска воопште тоа не е проблем. Проблемот е до толку да се секој падобранец расчисти со стравот. Осетот и чувството сам во воздухот е кај летачот, он е секогаш сам, нарочно едриличарот. Неверојатно е убав, осетот е пријатен, а уште попријатен е кога ќе се појавите во одредени облаци, па ќе се приклучи со вас некоја птичурина голема, некој орел, па ве прати и он заедно со него летате и ете сте добиле свој другар во самиот старт. Што значи дека самочата не може да биде секогаш сам. Моите професионални активности беа ориентирани со работа во одредени аероклубови во Републиката. По завршување на акцијата на Маврово, добивме задатак да заминеме за Битола. Каде во Битола ги однесовме и едрилиците тамо, почнавме со обука на воздухопловно едриличарство. Така и у Битола имаше сепак поголем број на членови кои беа воздухопловни моделари, од кои, како кадар, црпевме за воздухопловно едриличарство. Во Битола останав тамо скоро година дена, навистина изгуравме еден добар кадар кој сепак тие воздухопловни едриличари станаа добри пилоти, станаа добри наставници, па дури станава и пилоти на јат и полјопривредната авијација. Во Куманово постоеше народна техника која организирала одредени курсеви по прашање на воздухопловно моделарство порано и така некоја иницијатива за формирање на аероклуб. Со моето доаѓање, односно со нашето доаѓање, покојни Киро Стојчевски и јас, во Куманово формиравме воздухопловна школа. Непосредно со формирањето на воздухопловната школа веќе добивме и едрилици. Добивме 2 врапца, добивме 1 саламандра и почнавме да вршиме летење. Со самото летење на воздухопловните едриличари се створи една голема пропаганда во градот, така да од младенци не можевме да дишеме од притисак за обука на воздухопловни едриличари. Кумановската воздухопловна школа и денеска можеме слободно да кажеме со моето присуство во нејната работа, денеска она бележи
одлични резултати. Имаме одлични спортисти, имаме одлични наставници и навистина таа ваздухопловна школа е една од водечите во Република. Со завршувањето на воздухопловната школа во Куманово, добив задатак да заминам во аероклубот Штип. Навистина, мене ми последно чинеше задоволство, бидејќи тоа е моје родно место, па ќе имам прилика бар моите роднини тамо да ме видат како пилот и така, малку поинтересно е тоа. А пак, сепак, тамо се почнува од нула. Со градба на аеродром, со градба на хангар, со градба на одредени простори, ние сепак и тамо постигнавме одреден резултат и извршивме одредени избор на кадрови, така да и тамо не само једриличари, него и извлековме и една моторна ваздухопловна обука, која со помош на Тасевски Иван, наставник по воздухопловно моторно летење, ја изгуравме таа настава во Штип. Со завршувањето на моите патешествија, со работа по овие аероклубови во Републиката, се врати во Скопје. Во Скопје бев назначен за референт по воздухопловно моделарство во Република Македонија. Прв мој задатак беше да што поголем број учители, наставници по ОТП. За таа работа голема иницијатива ми даде покојниот Љубе Тевчев, па разбира се и Трифун Максимовски, секретарот, да можеме да што повеќе обезбедиме наставници кои непосредно работат на техничко воспитување со децата во училиштата. Ние успеавме да организираме курсеви и во Скопје, и во Битола, и во Тито Велес, во неколку града во Македонија, каде создадовме на база која навистина таа база после уроди еден одреден плод на работа. Со тој плод се покажа масовноста на воздухопловното моделарство. Што значи дека ако закажевме одреден надпревар на воздухопловно моделарство, се пријавува по 150, по 130, 140, 160 воздухопловни моделари на едно републичко надпреварување. Воздухопловното ракетно моделарство како новина, тоа внесе еден љубов кај младите, навистина кој може слободно да кажеме дека голем број на млади деца постанаа добри ракетари во нашата република, бранеа бои на нашите аероклубови, учествуваа на одредени надпревари, како на градски, така на републички, така на сојузни, па и на меѓународни. Разбира се, и јас заедно со нив. Јас успеав да изградам еден убав модел кој навистина со самото полетување на аеродромот имав прилика одма после 6-7 дена да одам на надпревар. Тој надпревар се одржуваше во Мостар. Надпреварот се викаше Сококуп. На тој Сококуп земаа учество 38 модела, од кои моделари, аеронаутичари, инженери, машинци и разни воздухопловни моделари кои нарочито се истакнуваа од градот Загреб, Нови Сад, евентуално имавме и од Белград, што можам слободно да кажам дека навистина лавовски се борев меѓу тие луѓе, освоив трето место со воздухопловни модел на телекомандување. Пред тоа постигнав еден државен рекорд во трајање и тоа е добар успех со која постигнавме една одредена афирмација во таа класа на модели во нашата република. На меѓународни надпревари
имавме прилика да учествуваме со екипи во Винернојштад до Аустрија, во Минхен, во Бугарија, во Јамбол, каде навистина бележевме одлични резултати. Мене ми беше поверена една воздухопловна моделарска екипа да ги опремам со материјали, да ги дадеме могуćност да се спремат добро. И со тие материјални бази кои ги дадовме, они успеава да оправдат тај трошак што на тие надпревари во свет, односно во Европа, успеава да заземат одлични места. Меѓу кои Михајлов Миле, наш аеронаутичар, тој доктор на науки е денеска, па имаме Филче Фандон, па имаме Ѓуро Габешчак и така натаму. Тие моделари кои редева одредени успеси на меѓународните надпревари, исто така редеа успеси и на нашите државни надпревари. Нарочито ми останува во сеќавање надпреварот во Панчево на Куп Братство Единство. Тај Куп Братство Единство воздухопловните моделари од Македонија го заземаа поединачното прво место и екипно прво место. Така да заедно со сите комплет донесовме 5 пехари во воздухопловниот сојуз. Тоа за мене беше сатисфакција. Тоа за мене беше голема сатисфакција за нашиот заеднички труд, за нашата заедничка работа и плод уроди безусловно. Иако бев веќе завлегол малку со години, сепак после телекомандованите модели се ориентирав на ракетно моделарство. Ракетното моделарство посебно мене ми остави еден печаток дека е интересно за градба и тоа само макети. Макети за градба се интересантни до толку што морате макетата како таква да ја направите која јест. Ако не успеете да ја направите како оригинална, смалена димензија на правата ракета, вие ништо не сте направиле. Што значи, јас се појави со тие ракети. Првата моја ракета која градев, тоа беше Редстон Меркюри, се појавив на републички надпревари, каде у прва фаза зазимав второ место, па прво место, пак прво место, така да едно 3 пати имам први места во републиката. Понатаму одев на државно надпревар, еднаш земав трето место, еднаш второ место и на вистина 73 година земав прво место, односно станав шампион во таа класа на воздухопловни сојуз на Југославија. Тој мој резултат посебно ми даде могуćност и елан за да се спремам и понатаму за градба на модели. Така да успеав да изградам уште еден Редстон, каде учествував на меѓународен надпревар во Јамбол, каде учествуваа околу 36 земји. Разбира се, со огромна конкуренција. Оште кој ќе ви кажам дека првото место на тој надпревар го освои петострукиот светски првак Шафек Ото, по него, разбира се, по некоја правило бугарите наместија свој човек, а трето место освоив јас. И тоа за мене беше голем успех, навистина, да при толку голема конкуренција на макети од толку земји, успеав да освојам трето место. Ракета, оваа што ја гледаме овдека испред мене, тоа е Сатурн 1Б, која е градев скоро 7,5 месеци. Спремена беше, доделена беше на неколку луѓе во Југославија да се приготват за евентуално одење на светско првенство во Вашингтон. Јас навистина успеав, ја направив, но со градбата на оваа ракета која изградив, мене ми уливаше доверба дека навистина квалитетно беше направена, верна у димензии и сметав дека сепак ќе котирав у однос на таа екипа. Ако евентуално среќно отидеше. Жалам, таа екипа не отиде на тој надпревар.
Со моето одење во пензија не можев да се помирам како ќе биде работава. Навистина можев евентуално да помагам во аероклубот како пензионер, но за жал пензионер си е пензионер, секогаш ќе биде почушкуван натаму наому. Тој е пензионер, остај го, тој е пензионер, тој е излапен и така натаму. Не би сакал ја тоа така да го доживувам, па се решив да отворам еден хоби салон. Тај хоби салон не повеќе од трговски аспект, него повеќе од воспитни аспект. Кај мене во хоби салонот кој ќе дојде дете да купи некој модел, да купи некој дел или евентуално некој предмет кој му треба за уградување на некој модел, он е секогаш со продажбата на тој модел пропратен со одредени совет. Како треба да го угради, дали е тој модел за таа градба, дали тој дел треба да се угради и така натаму. Повеќе инструктивно отколку трговски. Ја можам слободно да кажам дека тој хоби салон мене ми го и продолжи животот. Така се повлеков во него и таква една бурна работа која ја изгурав у одреден број на години, ја мислам дека само тоа можеше да ме смири и да можам слободно да си го продолжам животот перманентно онака како си живеев порано. Хоби салонот како таков, за жал, тој е единствен не само во Републиката, во градот, но и Републиката. Чуди ме дека нема такви луѓе кои евентуално би нашле одредена рачуница, може слободно да кажам, па и има одредена рачуница во тоа. Но треба да има пасија човекот, треба нешто да го влече, треба нешто да сака, па да го створи, па да го даде на друг и да му помогне евентуално за да го изгради. Не е важно моделот, јас 100 пати сум рекал, не е важно моделот да му го продадете на детето и да го направи тек тук натаму и да падне моделот да го скрши и да дигне рацио, не е више моделар. Моделот треба кој ќе го набави кај мене у дуќан, да му полета, посебно он кој ќе дојде кај мене и го прашам ја, дали моделот летал. Леле Чичко Јоцо, моделот одлично леташе. Мене посебно задоволство тоа ми чини, зошто? Зашто детето ќе го засака тој дел на техничката култура. Дали тоа ќе биде бродче, дали ќе плови, дали тоа ќе биде модел воздухопловен, или тоа ќе биде некоја кукичка, викентичка направена убава со осветлење и така натаму, тоа е сепак за мене пуно задоволство ако постигнеме целта на тај хоби салон. Моите родители, кога прв пат јас решив да летам, стариот мој вика, синко, он беше свештеник. Синко, Бог те убил, немој да се качуеш на дрво што нема корен. Али после видео дека тоа не спасуе, ја би си продолжив да летам и после не се помирива и они сами со таа судбина. Пилотската судбина е таква, кренеш ли да леташ, ќе го осетиш ли воздухот, како он убаво мирише и самосталноста во воздух, никој више не ве одвратува од летење.